Северниот украински пограничен Вовчанск Хтось дома є, евакуація, Харків. се евакуира само неколку часа откако Русија тврдеше дека го освоила градот. Украина се брани со помошта од повеќе од 50 милиарди долари од САД, одобрена минатиот месец од председателот Џо Бајден. Тој со месеци тврдеше дека помошта за Украина е централен дел на националната безбедносна политика на Америка. Ако САД се повлече, тоа ќе ја стави Украина во ризик. Европа ќе биде под ризик. Слободниот свет е во опасност, охрабрувајќи ги другите кои сакаат да ни нанесат штета. Мојата порака до председателот Путин, кој го познавам долго време, е едноставна. Нема да се повлечеме. Но аналитичарите велат дека председателските избори ретко се осврнуваат на прашањата за надворешната политика. Прашањето за Украина едва се регистрира во анкетите за надворешната политика и помалку од 5% од луѓето мислат дека тоа е важно прашање. Надворешна политика генерално значи односот што го имаме со Кина, Комунистичката партија на Кина, но и одвраќањето на Путин и она што се случува во Газа. Веројатниот републикански председателски кандидат Доналд Трамп тврди дека САД веќе испраќаат премногу помош. Предходно оваа година поранешниот председател посочи дека нема да се придржува до пактот за меѓусебна самоодбрана доколку Русија нападне земја на НАТО. Не би ги заштитил, всушност би ги охрабрил да прават што сакаат. Таа порака одекнува кај гласачите загрижени за американското учество во партнерствата. 20 години војна против тероризмот и така наречените бескрајни војни веројатно ги потикнаа повеќе американци да гледаат само кон Америка и изолација. И затоа Доналд Трамп беше успешен во 2016 година и ќе има веројатна номинација на Републиканската партија во 2024 година. Притисокот против финансирањето на одбраната на Украина од Русија ги втурна некои републиканци во тешка позиција ова изборна година во нивните окрузи, но по неколку месеци одложување, председателот на представничкиот дом Мајк Џонсон, поддржувач на Трамп, ја стави на гласање и беше усвоена помошта. Попрво би испратил куршуми во Украина отколку американски војници. Со оглед на тоа што протестите против војната во Газа се одржуваат во кампуси по коледжите ни САД, аналитичарите велат дека има поголема дискусија во изборната година во САД за тоа како помошта се троши во странство. Познавам голем број млади гласачи во оваа земја кои внимателно размислуваат за долговите од студентскиот заем. Како пример, зошто ги трошиме овие милиарди долари, испраќајќи оружје во странство, во Украина и во Израел? Зошто не ги користиме овие пари дома за други потреби во државата? Помошта за Украина, одобрена во Конгресот во април, најверојатно ќе биде последната странска поддршка оваа година пред председателските избори во ноември.